Алките за следење на затворениците за извршување на алтернативна мерка куќен затвор станува реалност. На 79 годишен Велешанец, обвинет за полово вознемирување, му е пресудено 3-месечно извршување мерка куќен затвор со уред за следење. Неговата казна се состои од забрана за напуштање на домот, освен во случаите кои се предвидени со закон за пробација. Доколку обвинетиот ја прекрши забраната за напуштање на домот, по предлог на надлежен орган, судот може да одреди заменетата казна затвор да се изврши во целост во установа за извршување на казната затвор. Стои во пресудата која ја донесе Велешкиот суд во јуни годинава. Во моментот управата за санкции има 100 функционални алки, но уште 300 се во резерва и наскоро треба да бидат ставени во функција, изјави директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов за Канал 5. Пандов вели дека ваква казна може да добијат стари и изнемоштени лица, мајки со бебиња или мали деца, тешко болни лица и лица со инвалидитет, но и лица кои имаат издржано дел од нивната казна. Системот не може да биде хакиран, а доколку некој се обиде да го напушти дозволениот периметар, веднаш ќе бидат известени надлежните органи. Истата таква можност можат и самите осуденици кои што се сега во затворите, кои што спаѓаат во овие категории и имаат поголем дел од нивната казна одлежано, имаат право да бараат од судовите куќен затвор. Се става алката, се става еден уред во неговиот дом со сим картичка, се намесува тој уред да има одреден периметар за осуденото лице, во кој што ако во дворот ако излезе да не реагира, меѓутоа ако излезе надвор од тој параметар, луѓето кои што се во тоа одделение за електронски надзор веднаш добиваат нотификација. Иако ова е прв случај, уште 2 лица се очекува наскоро да добијат ваква пресуда, посочи Пандов. Инаку електронските алки беа најавени и презентирани пред неколку месеци, со цел да се намали пренатрупаноста во затворите.